Поконкретна ситуација беше, например, проверката на факти на содржини за COVID на почетокот на пандемијата. Значи, тогаш имаше многу малце информации за вирусот, имаше многу малку информации за самата болест и дури и експертите нема информации, експертите не знаеа точно за што станува збор. Едноставно вирусот се прошири на глобално ниво многу брзо и се соочивме со ситуации дури и доктори да кажуваат невистини или пак да не сме сигурни дали нешто е вистина и невистина. Дури и на глобално ниво имаше и многу забуни, например, со употребата на маските. Значи, например, на почеток, со оглед на тоа што имаше голем недостиг на заштитни маски за лице, упатството на Светската здравствена организација беа тие да ги користат само медицинскиот персонал и лица кои директно се грижат за болни од COVID. Но потоа, кога производството на маски за лица стана масовно, потоа тоа упатство се смени и упатството беше дека употребата треба да биде широка. Но тука имаше многу злоупотреби, значи и во тој подоцнежен период кога се бараше сите да носат маски, се цитираа оние првични изјави кога маски немаше и тука имаше многу злоупотреби и ни беше прилично тешко да покажеме и докажеме што